Денес ќе ја завршиме во одлично друштво и секако имаме навистина убав повод за гостување на една наша млада и успешна музичарка која што пополека го завршува и своето музичко образование, но ете по подолго време очекувајќи ја слушаме незината прва песна. Иако имавме можност и во нашата емисија редовно да ја слушаме во рамки на нашиот утрински избор на музика, Тамара Стојковска со своите преработки на Ако одам во Битола, Кога те нема, беше секогаш избор во утринските часови, но ете, денес имаме можност премиерно да ја слушнеме незината прва песна, Друга звезда и Тамара Стојковска, ова утро во Македонија денес премиерно, секако за сите оние кои што се љубители на македонската музика, а Македонија денес и ние секогаш даваме поддршка на македонските изведувачи. Да ја слушнеме Друга шанса, а потоа разговорот во студиото со прекрасната Тамара Стојковска. Звезда на градите твои, во друг свет да те сретнам пак. Штом овде се без милост не двои, таму да си сонце, јас да бидам зрак. Нека те љубат неба, океани. Сама сум ко цвет без боја, дај ми празен свет на сите четири страни. Што подалеку си, се повеќе сум твоја.
среќата с ништа мои броди, да ме разбуди никој нема моќ. Буди, нека те љубат неба, океани. Сама сум код свет без боја, дај ми празен свет на сите, 4 страни, што подалеку си, се повеќе сум твоја, твоја. Земи сништа, сотри љубов и небото се нека ми земе. Друга звезда ке не допише во некое друго време. Земи сништа, сотри љубов и небото се нека ми земе. Друга звезда ке не допише во некое друго време. Друга звезда ке не допише во некое друго време. Имавме можност премиерно на телевизија 24 да ја слушнеме првата песна на Тамара Стојковска, Друга шанса. Верувам дека уживавте во оваа музика, во прекрасниот вокал на нашата Тамара, која што претходно имавме можност да ја слушаме во рамки на нашата телевизија со преработките кои што ги правеше на големите македонски хитови. Но како и да е, сега имаме убав повод да разговараме со неа за она што значи неизино првенче. Веруваме дека и понатаму ќе има многу можности да ни гостува во нашето студио и да промовираме и нови музички проекти заедно со младата битолчанка Тамара Стојковска. Тамара, добро утро. Добро утро, мене ми е задоволство што сум тука, ви благодарам за поканата. Ти благодариме што си со нас и што изрази и ти желба и ја прифати нашата покана да бидеш наша гостинка, да можеме да поразговараме за твојата прва песна Друга шанса, која што има и свој видеоспот, има нешто што е сосема поразлично од останатите, приказна која што ти сакаш да ја споделиш со публиката преку еден навистина убав и спот, но и текст на песната Друга шанса. Да, па композитор на песната е Давор Нечак. Тој ги подпишува музиката и аранжманот. Текстот е на Јосип. Друга звезда, јас си извинувам. Да, реагираат и колегите од режија. Нема проблем. Текстот е на Јосип Коцев и од текстот започна се и целата приказна која сакавме да кажеме. Да, Јосип Коцев е непознат за пошироката музичка јавност, затоа што не е текстописец, туку е поет кој што секако одлучи да напише текст токму за твојата прва песна. Ти ја прифати ова, односно соработка која што имате со него и направи една песна која што, како и самата каже на почетокот, малку и те плашеше како ќе биде прифатена од страна на публиката. Но кои се првичните коментари за Друга звезда? Коментарите се прекрасни. Јас сум навистина многу среќна и многу мотивирана од позитивните коментари да работам нешто ново, да работам следно. Меѓутоа ме плашеше само поради тоа што, како и што некои луѓе ми потврдија, песната е малку поразлична од се што било досега. Текстот на песната го пишува човек што е поет, не е текстописец, пишува прв пат текст
И така некако цела екипа сме млади ентузијасти што правиме нешто за прв пат. Поради тоа ме плашеше, меѓутоа сега сум многу среќна и многу сигурна во песната. Да, сигурни сме ние дека ова ќе биде песна која што долго ќе трае, затоа што не е некоја песна која што има краток рок на траење, впрочем песна која што допрва ќе го најде и своето место на македонската музичка сцена. Тоа е само еден твој убав почеток на твојата самостојна музичка кариера, кога станува збор за твои авторски песни, иако досега, како што кажавме, имавме можност да те запознаеме со преработки на песни од типот Кога те нема, Ако одам во битола, You Make Me Feel, кои што исто така беа проследени со видео записи, но зошто чекаше токму пред крајот на твоите студии на Факултетот за музичка уметност да ја издадеш својата прва авторска песна? Дали немаше доволен избор, дали немаше понуда која што беше прифатлива од твоја страна? Па идеи имаше многу, значи песната е процес која се работеше на некој начин години. Значи креирањето на идеја не беше конкретно планирано да биде на крај на завршувањето, меѓутоа најверојатно реалниот живот си го направи своето, значи требаше се посветам и на студиите. Секако дека пеев за цело време додека студирав, меѓутоа сепак сакам песната да и посветам доволно време, толку колку што имам. Сакав да достигнам јас своја музичка зрелост, за да извадам песна која ќе биде поразлична и од која ќе бидам задоволна и после неколку години. Да, велиш долго време се работеше на песната, за да го доби овој завршен на финален продукт ваков каков што е, проследен со видеозапис, интересна приказна, која што секако ние ќе ја гледаме во текот на нашата емисија и повторно, тука со социјалните мрежи, каде што внимателно сите оние кои што сакаат ќе може да ја проследат и песната и целокупниот текст. Долг текст и голем текст е секако другат звезда. Па верувам дека, ете, како што кажа, и ти си задоволна од сето тоа што го направи, но задоволна си од видеоспотот кој што го работеше со Агон Исмаили и Зубер Красничи. Видеото е направено во театарот во Скопската чаршија. Дали идејата беше твоја да вака изгледа видеозаписот за друга звезда? Па не, идејата беше на Агон и на Зубер. Тие целосно работеа на спотот. Се разбира дека идејата ја разработувавме така поголем круг на луѓе, сите допринесовме со своја собствена идеја, така да мислам дека целата песна можам да кажам дека е проект кој се работеше тимски. Буквално секој човек кој беше вклучен во работата на песната се вложи во не само во тоа што требаше, композиторот беше цело време тука и за спотот да се консултира и за се, така да мислам дека се на крај се исплати и се препознава таа тимска работа и труд. Да, велиш чекаше и своја музичка зрелост за да направиш своја авторска песна. Значи ли дека веќе знаеш кој ќе биде правецот и стилот во музиката во кој што ќе се движиш во иднина? Па мислам дека да. Оваа песна е само почеток. Мислам дека имам уште многу што можам да покажам, меѓутоа сакам се да биде постепено. Така да моментално разработувам идеја за втора песна која ќе биде малку поразлична и со која ќе може да се прикажи стилот на така малку поширок начин. Да, дали изборот на песни со англиски текст и песни кои што ќе може да се слушаат и надвор од границите се твој предизвик исто така? Па да, дефинитивно да. Јас и изведувам англиска музика. Пред се многу ја почитувам македонската музика и сметам дека додека ние живееме тука треба да правиме нешто што ќе допринесе да имаме подобра македонска музичка сцена. Пред се стремам кон тоа, но секако дека сакам, задоволство ми е и би пеела песни на англиски јазик. Да, ние веруваме дека во позитивен правец ќе се движи твојата музичка кариера, дека ова е само еден убав почеток. Ти си на самиот крај, како што кажавме, на Факултетот за музичка уметност, долги години настапуваш и со бендот Страна Б, каде што имаш можност секако да пееш голем број на и домашни, но и светски хитови. Дали тоа беше доволно добра подлога за сето она што допрва следува и те очекува? Па дефинитивно да. Значи секој човек кога ќе почне се занимава со пеење, тоа што најмногу му фали е искуство. Јас дефинитивно го стекнувам тоа со како дел од клубската сцена со бендот Страна Б. Се пронаоѓам себе си, испитувам своји можности, што е многу добро, бидејќи имам можност да видам и кои се моите можности и како публиката реагира на
моите настапи, така да тоа е дефинитивно и голем дел што многу допринесе да созревам музички. Се разбира дека треба уште, човекот секогаш учи, цел живот учи, така да имам уште многу да научам, многу да искусам. Меѓутоа, засега сум многу среќна што имав таа прилика. Да, и секогаш се учи и од личности кои што веќе успеале го изградиле својот музички пат, од кого ти најповеќе сакаш да учиш и да стекнуваш можеби знаење следејќи работата на некој од признатите имиња во светот на музиката. Не знам дали моментално можам да издвојам еден. Генерално, ја следам работата скоро на сите кои ми се допаѓаат и гледам да најдам и нешто што мене не ми се допаѓа и нешто што не би било мој стил. Сепак тоа е на некој начин анализа, ако можем така да кажам. Гледам да ги соберам позитивните работи од секого, не само од светската сцена, туку и од македонската сцена, бидејќи има и на македонската сцена луѓе на кои може да се огледаме. Така да генерално од сите не би можела да издвојам. Сакаш од повеќе страни да земеш позитивни нешта и секако да изградиш еден свој сопствен стил и да оставиш печат на македонската музичка сцена. Денеска се појавуваат секојдневно нови музички звезди и музички имиња и не е така лесно да се опстои во светот на музиката и кај нас овдека во Македонија се поголем број на музички талент шоа каде што секојдневно излегуваат нови имиња. Кое е твоето размислување за тоа и за тој пат до славата? Дали си повеќе кон она постепено и пополека да се доаѓа или пак преку ноќ, преку некој од овие талент шоу? Па самото тоа што не сум се појавила на талент шоу, најверојатно дава одговор дека би сакала постепено градење на кариера. Не е дека имам некој лош коментар да дадам за талент шоуата, меѓутоа мислам дека не функционира доволно добро повеќето од нив, од аспект дека тоа е инстант стекната слава и после тоа нуди многу помалку можности. А кога го градиш сам, со многу труд, стварно вистина е патот многу потежок, меѓутоа мислам дека е посладко и дека трае повеќе. Да, дефинитивно веруваме дека тоа е убава шанса од една страна да се запознаат квалитетите на македонците кои што ги имаат во однос на пењето, особено во Битола има навистина многу талентирани музичари, град кој што изобилува со звучни имиња од светот на музиката. Тамара Стојковска е само едно од имињата за кое што допрва ќе слушаме. Коментари од некои од твоите колеги кои што веќе подолго време можеби се на музичката сцена за друга звезда. Дали веќе успеа од некого да слушнеш размислување за она што како продукт пред известен период го промовираше? Па да, генерално се со тие кои се познавам, меѓутоа да, и навистина многу ми значи кога некој искусен изведувач ќе ми даде некој издржан коментар. Во секој случај дури повеќе ги почитувам критиките кои ми ги даваат. Имаше ли такви критики? Имаше Има храбри кои што да, сакаат меѓутоа според мене подобар коментар е кога е како критика кажан, бидејќи тоа ни овозможува да се подобруваме во иднина, а никој не сака да стои на исто место. Така да критиките ми значат дефинитивно повеќе, меѓутоа и пофалбите ме мотивираат, како што кажав, да работам уште. Да, она што можеме да забележиме е дека сакаш многу труд и внимание да посветиш на работата и на песната со оглед на тоа што повеќе од една година подготуваш песна која што треба да го стави печатот на твојата самостојна кариера. Верувам дека и во моментов работиш на нешто со големо внимание, пак имаме можност, можеби не така скоро, но повторно да те видиме. Ќе ти посакаме многу успех со друга звезда. Кои се твоите идни очекувања и желби? Дали друга звезда сакаш да ја промовираш можеби на поинаков начин, социјалните мрежи што она што го велат оние кои што таму те следат? Социјалните мрежи се многу добар начин за промоција на песна, така да дефинитивно би го искористила. Друга песна ќе оставам на природно да си го најде својот пат, така да јас ќе направам се што е мое, значи изведување во живо ќе има секако. Меѓутоа за медиумската покриеност тука веќе не одговарам само јас, тоа не зависи од мене. Одговараме ние. Да. Се надевам дека ќе има добра медиумска покриеност и дека ќе се слуша. Да, јас верувам дека ќе се слуша и дека допрва ќе се слуша и токму и за твоето име, Тамара Стојковска, која што досега имавме можност да запознаеме само со преработки, веќе ја слушаме со друга звезда, песна која што не милува и песна која што ги разнежнува сите оние кои што ја слушаат. А летото е убаво време да се опуштиме и да уживаме во ваква прекрасна музика. Ти благодарам, Тамара, за
сето она што го работиш, за музиката која што ја создаваш и за која што велиш дека секогаш е потребно да биде на македонски јазик, затоа што сте уметници од тука, па доколку се јават шанси, секако дека и ние ќе дадеме поддршката за Тамара Стојковска да има и меѓународна кариера. Ќе ти посакаме што поскоро да заврши твоето образование и ќе ти честитаме за успехот кој што го имаш, со желби за успешно вработување и за успешна музичка кариера. Ви благодарам од срце. Драги гледачи, ето тоа беше Тамара Стојковска со нејзината друга звезда во Македонија денес. Премиерно секако ја погледнавме оваа песна, која што ќе ја слушаме и во текот на наредниот период, затоа што навистина убаво делува на нас, не смирува и не милува нејзиниот прекрасен глас и музиката која што е сработена токму за оваа numera.